Почитувани, добар ден. Гостин во неделното интервју на Радио Слободна Европа е директорот на Центарот за јавно здравје Скопје и член на Комисијата за заштита од заразни болести, докторот Александар Стојанов. Докторе, во пресрет на стартот на училишната година, каква е вашата препорака? Како треба да изгледа училишната година за основците и средношколците во време на пандемија? Мерките се општи за се, за сите протоколи. Основните работи беа дистанца, маска, дезинфекција, почесто миење раце и така натаму. Сега проблемот е како тоа да го спроведете во школите, каде се помали деца, поголеми деца, затоа што гледаме дека и големиве деца не почитуваат мерки, типичен пример Охрид и така натака. Али нешто мора да се направи за децава да не изостануваат од школа. Мора да бидат образовани, мора да се заљубат. Како ќе се заљубат ако не идат у школа, например. Така да животот мора да тече. Истото се однесува и на градинките, истото и на школите. Има неколку сценарија. Едното сценарио е, например, во источниот дел од државава, имаме оделенија кај што, барем по она што ни го кажаат представниците од МОН, на Комисијата за заразни болести, дека имаат по 10 деца во еден клас. Тука не е никаков проблем да се направи размак, да се носат маски за тој еден час и да се заврши, да речам, безболно работата. Имаме 3 општини каде што деца има по 35 клас. Тетово, Куманово, Скопје. Тука има варијанта да седат учениците по 30 минути во клас, па да има повеќе, речимо 3 смени да има во училиштето, да се разредат дечињата. Или друга варијанта да идат пола клас, да иде една недела на настава физичка, другата недела да по компјутерски од дома да прати, па другата недела обратно да биде. Значи, тоа ќе зависи од условите. Сега имаме и нов момент. Дали ќе има доволно и наставници сето тоа да го направат, затоа што полно од нив по разни основи се ослободени од работа. Негователки во градинките и така натака. Ама тоа веќе не е работа на Комисијата за заразни болести, него е работа на министерствата кои ги раководат овие сектори. Како учителите да се заштитат во текот на наставата, особено оние кои што имаат настава по повеќе предмети, па учениците им се менуваат од еден клас во друг во нивната училница? Ќе носат маски, колку можат ќе држат растојание, почесто ќе мијат раце, значи пак општите мерки кои би требало построго да се почитуваат. Друга чара нема. А може ли да се очекува учениците, па и децата во градинка да можат да се навикнат и да ги почитуваат протоколите? Па многу потешко. Ама не знам како да ви кажам. Некој пат помаливе деца полесно може да се разберете, него со големиве деца. Тоа го гледаме секој ден. Сигурно дека е предизвик, сигурно дека е нов момент, али сигурно е дека мора да учат деца. Дека ваква ситуација може да потрае подолго време. Дали ќе ги држиме уште една година дома? Дали ќе ги држиме уште 2 години дома? Никој со точност не може да каже кога ќе престане ова или кога ќе се намалат бројките да биде побезбедно едење во школа. Еве и да искочи и вакцината. Дали сите ќе ја примат вакцината? Па ќе биде одеднашка све тоа регуларно и све ќе се вратиме на некој живот што сме го воделе пред ситуација. Така да ќе мора да се прилагодуваме и мора многу построго да ги почитуваме мерките. Докторе, бројките на ново заразени никако да паднат под двоцифрена бројка. Зошто не стигнува ширењето на коронавирусот, иако сите очекуваат дека во лето ќе изгуби силата? Да, јас очекував дека летно време вирусов ќе изгуби од силина, затоа што се тие коронавируси кои обично се во зимскиот период се јавуваат и кога ќе се затоплат температуриве ќе намали вирусот. Овој вирус искочи дека се прилагодува и зимно време и летно време. Ги напаѓа и младите и старите, и со морбидитети, коморбидитети и без коморбидитети. Така да немаме правило некој за ова е се уште нова инфекција за сите нас. Ни треба повеќе време за да направиме некои статистики релевантни како ќе се понаша вирусов, например, да имате тренд. Трендов ми се чини дека во Скопје сепак е многу малку, али иде надоле трендот. Не иде нагоре.
Ова вчера, завчера што имавме 24 заболени во Скопје, тоа не е правата слика, затоа што беа викенди, помалце тестови, помалку позитивни и така натака, но големата слика, ако ја гледате, трендот е во опаѓање. Тоа е за Скопје. Па за во Скопје имаме сега критично ние во Штип, во Гостивар. Пак би рекол, таму почнаа со кластерите во текстилните фабрики. Кластерите сега можда не се толку јасни, изразени, него сега е вертикално инфекцијата расширена низ градот. И плюс непочитување на мерки, доволно за да имате жариште. Што мислите колку време ќе издржи здравствениот систем троцифрени бројки на ново заразени од коронавирус секој ден? Па да ви кажам, мене и ова ме изненадува што го издржи 6 месеци вака здравствениот систем, затоа што луѓето се дефинитивно и преморени и стануваме сите понервозни, и здравствените работници, и пациентите, и сите, затоа што ова ни е ново наметната ситуација, али нема друго. Како друго? За да отидеме се сите на одмори, како кој ќе работи, кој ќе го регулира ова. Се трудиме колку можеме. Па многу полесно ќе ни биде ако беа двоцифрени бројките. Затоа што и болниците полесно ќе се справуваат со помал број пациенти. Центрите за јавно здравство помалце ќе тестира, лабораториите ќе беа покомодни. Ама еве за жал не се случува тоа, се случува многу полека. Јас пак сум оптимиста и мислам дека трендот е во намалување, не е во зголемување. Али, знаете, не е само дали ќе издржиме, и финансиски дали ќе издржи системот. Оти правиме многу големи трошкови, а немаме адекватна помош економска и така натака. Значи и тој момент мора да се земе во предвид. Мора да се земе во предвид дека луѓето се изморени и дека им треба одмор на сите, барем по една недела. Не правиме некои напори да пуштаме луѓе кај што може, кај што не може, али немаме друго решение, осим да се работи секојдневно. И ние работиме и саботи, и недели, и празници и така натака. Иако не се знае дали ова конечниот пик на коронавирусот, веќе треба да се подготвува државата за сезонскиот грип. Колку и каков предизвик ќе представува за здравствениот систем справување со двата вируса истовремено? Јас 38 години работам овдека со вакцини. И преку 30 години, јас колку што памтам и повеќе, вакцинираме грип, инфлуенца. И пак не можеме да ги убедиме луѓето да се вакцинираат. Затоа што по некои статистики или предвидување од Светска здравствена, вели дека барем 20% од населението треба да е вакцинирано, имунизирано против инфлуенца, па да не ви се деси епидемија. Ние 40-50 илјади вакцини на 2 милиона, тоа е колку е тоа? Тоа е многу мала бројка. 2-3% ако вакцинираме, 5% ако вакцинираме. Прошла година имавме вакцини доволно и да дадеме и бесплатно на крајот. Имавме некои 5000 вакцини за здравствени работници, 1300 се потроши. Значи, здравствени работници не се вакцинираат. Има отпор према населението. А и сега доаѓа, го имаме и ковидов, ќе го имаме и грипот. Оваа година ќе се направи поголем напор за да се обезбедат повеќе бесплатни вакцини за луѓе над 65 години. За сите, без разлика на пензијата и така натака. Друго за бремени жени, за деца до 5 години, за хронично болни. Се со цел, барем тој момент, она што можеме да заштитиме, за да имаме помалку работа со грипот, повеќе со ковидов, да ни остане време. Како ќе биде, ќе покаже времето. Какви се вашите очекувања за здравствениот систем кога ќе се врати во нормала, имајќи в предвид дека многу хронично болни луѓе и натаму, стравувајќи од ковидот, остануваат дома и не ги вршат редовните контроли? Лично мислам дека хроничните болни што останаат дома, со одреден број на исклучоци кои стварно се болни и кои стварно треба да бидат дома. Другото би требало со сите мерки за предострожност, за заштита да си дојдат на работа. На работа да ги чекаат канцеларии каде што ќе бидат еден или двајца највеќе на растојание, значи пак со мерки, со протокол и да си дојдат на работа.
Како стои Македонија со идната распределба на вакцини за COVID-19? Многу земји веќе покажаа голем интерес за тоа. Македонија е ставена на листата на Европска заедница дека безациравме вакцини. Колку ќе добиеме, како ќе добиеме и кога, тоа не може да знаеме. Али нема да го пропуштиме возот. Во секој случај сме на листата на чекање за вакцини. Неодамна изјавивте дека многу млади луѓе завршуваат на респиратори. На што се должи тоа? Па мислам дека сега младите се поактивни и се поизложени на вирусот. Стариве, постариве или пензионериве повеќе пазат. Барем гледам во моловиве или во Тинекс, живеам близко до Тинекс, пазарам тука. Постарите купувачи повеќе пазат него помладите. Помладите, знаете како идејата, мене ништо не ми се случува, му се случува на некој друг. Али се дешава, не се дешава, него факт е дека заболуваат и завршуваат у болница. Не се сите тешки, почесто се полесни, али тие што ќе завршат на респиратор, они имаат голем проблем. Зошто е тоа така, не можам да ви кажам. Нема ниеден валиден доказ моментално зошто е тоа така, дури и кај луѓе што немаат коморбидитети, дури и кај спортисти луѓе се јавуваат такви нагли промени во здравието. Македонската статистика за смртноста предизвикана од COVID-19 во однос на регионот е повисока. За само 4 месеци имаме над 500 починати. Според вас, што е причината за таквата ситуација? Знаете како, по мене има два момента тука. Едно е здравствениот систем, друго е начинот на пријавување. Здравствениот систем најдобро околу тешките се случаи се справи Германија, со тоа што она од време има, по глава на становник, има најголем број на интензивни неги. Комплетно опремени со све што треба. Ние не сме тој тип на држава со такво јако здравство. Другиот момент е што ние од почетоков до крај, значи све што почина и во болница, и надвор од болница, и постмортем зимавме брисови. И не сме промашиле ништо, затоа што мислевме дека во фамилии каде што ќе почине некој, и ако се земе бриз и искочи тој позитивен, дека и треба контактите да се внимава на нив, да се изолираат и така натака. Знам земји каде што луѓе починати надвор од болница не беа уопште ставени во таа статистика. Можам да ви гарантирам дека од почеток на епидемијата до сега све е транспарентно, све е кажано до детали, што не сум сигурен дека е така и во другите земји. Ви благодарам за разговорот. Вам, почитувани, ви благодарам што го следевте неделното интервју на Радио Слободна Европа. До гледање.